Здравието и безбедноста на граѓаните немаат цена и за нас секогаш се на прво место. Нова средба го споделивме ставот дека нема услови за нормално спроведување на изборите и како одговорни политичари сите наши капацитети, ресурси ги ставаме во функција на заштита на здравието на граѓаните и борба со коронавирусот. Сега, кога имаме заеднички непријател во коронавирусот, не е време за политички противници. Заштитата на граѓаните и спроведувањето со последиците од овој светски глобален проблем, тоа е она кон кое сега треба да сме сите насочени и посветени. Согласно анализите и проекциите за економските последици, сакам да најавам дека подготвуваме сет на економски мерки за помош на стопанството, фирмите и граѓаните, за помош на најпогодените. Сите мора да се однесуваме солидарно, маката да ја споделиме, заедно да излеземе посилни. Нова средба ја отворив и потребата од воведување вонредна состојба. Имајќи ја предвид ситуацијата, воведувањето вонредна состојба е неопходно за да може уште побрзо и уште поефикасно да се донесат мерки, особено за здравствената состојба на граѓаните, но и за економските мерки за помош кон стопанството и граѓаните. Уште еднаш сакам да им се заблагодарам и да оддадам јавно признание и почит на сите кои учествуваат во борбата против овој вирус, здравствените работници, полициските службеници, припадниците на армијата, останатите службеници, институциите. Апелирам повторно до сите наши граѓани сериозно, повторам, сериозно, да ја сватат ситуацијата и доследно да ги почитуваат сите мерки и препораки од владата. Тоа значително ќе помогне во спречувањето на ширењето на вирусот. Верувам дека сите, ама буквално на сите, ни стана јасно колку е сериозна оваа здравствена криза предизвикана од коронавирусот. Верувам дека можеме да успееме, можеме да се избориме со овој предизвик, како што сме се избориле со предизвиците и во минатото. Затоа е важно сите граѓани и институциите, но и политичките партии да останат посветени на заштитата од натамошното ширење на заразата, а тоа најдобро ќе го постигнеме преку почитување и спроведување на мерките и препораките. Тука сме да им служиме на граѓаните, да покажеме одговорност, да го заштитиме здравието на граѓаните, да се заштитиме државата. Истовремено, денеска дадовме право на председателот на државата, Стево Пендаровски, да свика експертска група, да ги најде правно-формалните моделитети за донесувањето на одлуката за одложување на изборите и за одлуката кој наново ќе ги распише самите избори. Верувам дека консензусот постигнат од сите, дека имаме и текако правни, но и човечки, но и здравствени, но и економски причини за одложувањето на изборите е сериозна порака на консензус од сите. Верувам дека ќе се најдат и правните формулации, согласно кои ќе се одложат изборите и согласно кои ќе се закажат изборите. Исто така, верувам дека институциите на системот ќе донесат одлука за прогласување на вонредна состојба во државата. Благодарам. Ние немаме проблем и нашите ставови дека здравието пред се на граѓаните е пред се и немаме никаква резерва, ниту па проблематизираме дали ќе остане техничка влада или ќе се враќа политичка влада. Владата треба да продолжи. Нас ни требаат сите стручни луѓе, сите експерти, обединети заедно сите да работат на кризата. Тоа го соопштивме и верувам дека ја релаксиравме атмосферата, да знаат сите дека немаме било какви калкулации околу оваа прашања. Така да, јас верувам дека таа влада треба да продолжи. Истовремено, денеска не би било сериозно од нас да носиме одлука за изборите и затоа сите се согласивме. Зошто? Заради тоа што сме тука, можеме за 10 дена, за 15 дена, за 30 дена да се собереме и кога ќе ги имаме доволно сите информации, тогаш да донесеме одлука. Затоа што пред се и над се е справувањето со кризната состојба, здравието на граѓаните и севкупниот институционален менеджмент околу здравствената криза. Господине Заев, вчера председателот Пендаровски рече дека нема потреба од прогласување на вонредна состојба и дека е доволно
кризната состојба која е прогласена веќе во тие кризни региони и дека таа истата може да се проширува. Вие денес излегувате со малку поразличен став, велите дека е неопходно да се прогласи воена состојба. Дали тоа значи дека вонредна се извинувам? Дали тоа значи дека постои одредено несогласување помеѓу вас? Ги споделивте ли вашите ставови со него што ви одговори тој? Значи, вчера, кога е образлагано на Советот за безбедност, не бев присутен, но ги кажа сите аргументи за состојбата која што ја следевме вчера додека траеше Советот за безбедност. После тоа се јавија нови 7 случаи. И главниот град е зафатен. Сите знаеме дека потенцијално жариште може да биде главниот град како што е жариште Дебар. Прогласувањето на кризна состојба значи цела територија на Република Северна Македонија да стане Дебар. Значи, кризна состојба. При вакви импликации во кризната состојба, управувањето со Центарот за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување, секако нема да ги даде очекуваните ефекти од безбедносен здравствен аспект пред се со справувањето со здравствената состојба на граѓаните, а тоа значи откривање, пуштање во самоизолација и третман и лечење на сите заразени пациенти. Вториот дел се економските аспекти на помош на граѓаните и на стопанството. Треба да знаете дека во Уставот, во член 54 или 56, се јасно дефинирани слободите и правата на граѓаните. Во случај на вонредна состојба, слободите и правата на граѓаните може да бидат ограничени, како наредба да седите дома 14 дена во изолација, како наредба да не смеете да се движите, како наредба да не смеете да користите вашето слобода и право да извршувате трговска дејност како гостител, како правото да сте произвеле жито, да сте го смелиле во брашно и да не смеете да го извезете за Грција, Бугарија, Албанија, туку да го продавате дома. При вонредна состојба ќе ги има алатките на еден транспарентен начин, затоа што се по устав пропишани, владата да може до крај да ги искористи сите инструменти за поуспешно справување со безбедносната здравствена состојба на населението и на државата, а секако и да испорача уште посериозни економски мерки за стопанството и за граѓаните. Тоа е причината. Се согласи со вас, Пендаровски? Денеска да. Денеска видовме со аргументациите кои се, секако председателот ќе си донесе одлука, ние ќе се обратиме како влада до парламентот. Председателот на парламентот ќе одлучи дали согласно експертите кои што денеска ќе дискутираат ќе свика парламент или ќе одлучи за тоа председателот на државата. Во Уставот член 125 јасно е пропишано на барање на владата, на барање на председателот или на барање на 30 пратеници, парламентот прогласува воена или вонредна состојба. Доколку парламентот не работи, председателот на државата прогласува вонредна состојба. Во такви околности ние очекуваме да биде донесена одлуката за прогласување на вонредна состојба. Уште еднаш напоменувам, заради поуспешно и полесно справување и менаџирање со здравствената безбедносна состојба на граѓаните, но и за економските аспекти, транспарентно кажуваме, заради испорака на мерки кои што би биле од помош на граѓаните и на стопанството. Господине Заев, Тамаричанска филма телевизија, дали за конкретен датум денеска разговаравте, за кога би можеле да бидат? Не разговаравме, ниту пак некој соопшти, некој конкретен датум. Ова го кажувам од причини и вие, почитуваните новинари, но и граѓаните да знаат дека не би било одговорно и сериозно да лицитираме со датум кога не знаеме до кога ќе трае кризата. Ако сме навистина посветени целосно прво за справување со кризата, здравието на граѓаните, јавното здравје, верувам дека тоа можеме да го донесеме одлука буквално за 7 дена, 14 дена, за 30 дена, за 45 дена. Тоа е, впрочем, и неважно во споредба со тоа што е најважно. Најважно е јавното здравје на граѓаните. Господине Заев, господин Торкан Ибраими пред малку излезе, кажа дека на состанокот се играло некаква игра. Може ли да ми кажете каква игра се играло? И второ, зборувате за превенција и дисциплина кај граѓаните. Го натеравте ли градоначалникот на градско Петар Шилјагов да се провери од коронавирус, оглед на тоа што пред 2 недели беше во Шпанија на УКАМ? Значи, ќе опрашите председателот, односно градоначалникот на градот Скопје, да ви каже ниту знам каде бил, ниту што бил. Тоа е слободен граѓанин нормално, а секако вие медиумите тука јавно да ги поставите прашањето до него, да ви даде одговор. Јасни се процедурите и протоколите за проверка на здравјето на граѓаните, така и тој, така и сите, треба да ги почитуваме. Ако видиме симптоми, веднаш се обраќаме до матичниот лекар заради спроведувањето на тестот за можно присуство на коронавирус. Сето тоа јасно објаснето, знаат граѓаните, првиот симптом е температурата,
А ако се покачи температурата на телото, веднаш постапуваме кон матичниот лекар. Верувам дека ако тој почувствува тоа, прво за неговото здраве, за неговото деца, за неговото семејство, но и за градот Скопје, чиј градоначалник е, секако така би постапил и затоа верувам дека така и се однесува. Во делот на реакцијата која што се случи, јас само бев информиран дека нешто се однесува за безбедноста на Мендух Тачи, претседателот на Демократската партија албанците. Претседателот каже дека не знае за таква работа, не знае за што се работи всушност и едноставно тие напуштија седницата која што беше на повик на претседателот на државата. А господине Заев, дали другите партии се согласија за воведување на вонредна состојба? ВМРО ДПМН преку претседателот Христијан Мицковски не се согласува со воведување на вонредна состојба. Тие мислат дека треба да се воведе кризна состојба. Аргументациите за кризна состојба секогаш постојат. Но Уставот пропишал воена и вонредна состојба. Ние имаме закон за управување со кризи и постапуваме со него. Донесовме кризна состојба за Дебар, каде што имаме жариште и овде имаме пренесување на самиот вирус, но вонредната состојба би било неодговорно ако не ја донесеме, а можеме да ја донесеме, заради тоа што не знаеме кога, поради враќање на наши граѓани од Италија, од Австрија, од Германија, би се појавила во Делчево, би се појавила во Охрид, би се појавила било каде. Самата вонредна состојба дава навистина посериозна можност на одговорни политики, на времени политики, превентивни политики и сето она кое што треба да се случува. Тоа му е опишано кога? Кога има епидемија. Нешто има епидемија, има пандемија на светско ниво. Ако не се прогласи вонредна состојба, сега, кога има пандемија на светско ниво и епидемија во државата, кога би се прогласила вонредна состојба. Затоа не случајно Србија, Косово, Албанија, голем дел од земјите сите прогласија вонредна состојба, таа се менаџира, одлуките на владата се транспарентни, граѓаните се информираат преку вас медиумите, за секоја одлука владата добива позитивни комплименти или критики во зависност од одлуката. Но дава сериозна алатка за менаџирање подобро со справувањето на здравствено безбедносната состојба на граѓаните пред се и над се. А дефинитивно, честно зборам, ќе даде и подобар мегдан за развивање на економски мерки. Може би треба да определиме 20 дополнителни милиони за здравство. Кој ќе прави ребаланс на буџет кога парламентот не постои? Тоа е возможно ако има воредна ситуација. Реков за ограничување на одредени слободи и права на граѓаните, за движење, за не знам, за вршење трговска дејност или слично. Зборувам за Меѓународниот монетарен фонд дава сугестија дека треба 20 до 24 милиони евра дополнително да алоцираме пари. Може би ние имаме во резервите, тоа ќе го каже министерот за финансии, за здравство и фондот за здравство заедно, но ако немаме, што допрва ќе викаме вонредна состојба се. Зарем треба да штедиме пари за здравјето на граѓаните? Затоа, еве, само со овие аргументи, ако прашате Венко Филипче, ќе ви каже уште многу аргументи. Ако прашате министер за финансии, кој што сака да биде флексибилен, да управува со кризата, да не бидат парите причина за било што, тогаш верувам дека сите треба да дадеме логично оправдание, дали треба или не. На крајот, барањето владата ќе го соопшти, тоа сум информиран од премиерот, од претседателот на владата Оливер Спасовски, заради тоа што е согледана таа потреба, дефинитивно посебно после појавувањето на 7-те, како што беше синоќа соопштено, денеска немаме информации, тука сме на состанок, но дефинитивно честно, сериозно и одговорно би било да постапиме и да го направиме следниот чекор. Ви благодарам. Согласно Уставот на државата, член 125 и член 126. Јасно е определено вонредна состојба, јасно е определено какви надлежности добива државата. Немаме намера да презимаме политичка контрола на владата, техничката контрола со министер за внатрешни работи господинот Чулев, представник на ВМРО ДПМН. Целта е честна, едноставно, јасно разбирлива. Подобар менеджмент со здравствената криза во државата, а исто така и со економските последици, односно можностите за поефикасно помагање на граѓаните на стопанството. Благодарам. И разгледавте опцијата за широка влада? Не сме разговарали за таква работа.